Dobar den, почитувани новинари, почитувани граѓани на Македонија. Предлогот кој владата на Ковачевски го прифаќа е неприфатлив за Македонија. Народот, интелектуалците, општествените чинители, експертската јавност гласно кажуваат дека овој предлог за почеток на преговори е штетен за Македонија и води кон две сценарија. Кој од кој е полошо за Македонија? Едното е вечно преговарање, а второто е асимилација по диктат на Бугарија. Овој предлог представува ултиматум кој во себе ги содржи сите бугарски барања. Тоа што владата се обидува да го протне како голем успех е всушност голема дипломатска катастрофа. Рамката во себе содржи протоколи или ако сакате годишни извештаи преку кои Бугарија ќе има директно влијание и учество во менувањето на учебници, споменици, ќе влијае кон менување на историски факти за настани и ликови кои директно задираат не само во македонската историја, туку и во македонскиот идентитет. Ова се понижувачки и недостоинствени позиции за Македонија. Друг да диктира лекции во учебници, друг да диктира измени во устав, друг да диктира дали критика е говор на омраза или не е. Понижување и порази. Очекуваме владата да се вразуми. Десетици илјади граѓани секој ден јасно и гласно кажуваат ултиматум не благодарам. Владата треба да го послуша гласот на народот, а не да оди спротивно на неговата волја. ВМРО ДПМН стои за овој став на граѓаните и затоа бара Ковачевски да ги прифати 4 суштински измени на предлогот. ВМРО ДПМН повторно ги повикува граѓаните и денес во 19 часот мирно, достоинствено и масовно да го искажат својот глас против ултиматумот. Во 19 часот ќе се собереме пред владата и ќе маршираме кон Министерството за надворешни работи, институцијата која е одговорна за овој дипломатски пораз, а потоа ќе се упатиме до Собранието на Република Македонија, каде ќе го изразиме уште еднаш нашиот став против. Народот кажа, ултиматум не благодарам. Ковачевски и владата треба да кажат дали стојат со или против својот народ. Ви благодарам на вниманието.